Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Дали навистина го разбираме значењето на овие велики денови пред Великден или се само рутина на неработни денови? Од Велики четврток и тајната вечера на Исус Христос до Воскресението. Колку ја почитуваме суштината на празникот и дали духовното го заменивме со формалното. Во време на постојани политички тензии, дали празниците треба да бидат зона на мир и одмор од секојдневието. Па така, почитувани, ова е и почетокот на ова денешно издание на Црвена линија. Пред вас ги изнесовме прашањата за кои што верувам дека ќе се вклучите и во ова денешно издание на Црвена линија и секако ќе ги дадете одговорите. За оние кои што можеби од неодамна или можеби почнувајќи од денес за прв пат ја следите Црвена линија, а сакате да учествувате и секако ќе бидете добре дојдени и ќе ни биде драго да се вклучите. Патот до Црвена линија е преку вртењето на бројот 02 307 005. И како што бива во секој едно издание, задолжително напоменуваме да се почитува правилото за намалување на тонот на ТВ приемникот. Што значи тоа? Веднаш по вртењето на бројот 02 307 005, од кога ќе ве превземат од режија, почитувани, ве замолуваме целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот. Зошто? Бидејќи неретко се случува да имате погрешен увид дека не сте вклучени во емисија, а секако јавноста, вклучувајќи и нас, ги очекуваме вашите одговори, па бидејќи немате увид, неретко и се исклучувате. А ние тоа не го сакаме. Секако се случува и да со ненамалување на тонот на ТВ приемникот имате впечаток дека некој друг е вклучен наместо вас, а тоа не е така. И секако не користете интерфон, спикерфон. Зошто? Бидејќи квалитетот на тоа како се слушаме е многу полош ако зборувате преку интерфон. Ета, генерално на самиот почеток да ве подготвиме во однос на техничките правила, а секако и подсетување за оние кои што специјално еве малку подоцна седнавте да го проследите и секако верувам да се вклучите во ова издание, да подсетиме за што зборуваме денес. Повеќе прашања до вас, почитувани, а едно од тие е и дали навистина го разбираме значењето на овие велики денови пред Великден или се само рутина на неработни денови. Од Велики четврток и тајната вечера ќе подсетам на Исус Христос до Воскресението, колку ја почитуваме суштината на празникот и дали духовното го заменивме со формалното. Добар ден! Дали имаме некој? Се уште не. Добро, ќе го искористам секако времето да укажам и на уште едно прашање, а тоа е следното. Во време на постојани политички тензии, дали ви се чини дека празниците треба да бидат зона на мир и одмор од секојдневието? Кога сме кај прашањата, и додека го очекуваме и првото вклучување, да не изоставам да ве упатам и на Инстаграм, тоа што значи да го заследите нашиот профил на Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Во текот на целиот ден на Инстаграм стори, доколку кликнете, ќе видите дека е објавено анкетно прашање, а тоа е дали ги почитувате обичаите за Велики четврток, вапцавте ли јајца утрово? Да, не. Ајде да видиме каков одговор ќе добиеме и со првиот гледач или можеби гледачка токму на ова анкетно прашање. Добар ден! Добар ден! Па еве, дали ги почитувате обичаите за Велики четврток? Ќе почнеме од тука, вапцавте ли утринава јајца? Вака сега, сетото останало како традиција, нели, да се сеќаваме на растието на Христос и Воскресението. Нас не многу жал што живееме во едно време каде што духовноста е заменета со светските блага, знаете како. И луѓето веќе уместо да ги почитуваат овие традиции, да се иде во црква, да се свикат идеи, да се парпаат јајца, тие работи, не се случува. Туку еве гледате, вие денеска 12 часот дојдат, цела администрација, сите патот до Охрид како забава го гледаат. И само ќе се соберат таму, нели, кога се в црква, кога нели е Воскресението Христово да се кршат и толку. Секој ден треба ние да го славиме Господ Исус Христос. Затоа што секој ден се раѓа денот
и заоѓа денот. Ти благодарам и среќни празници, благословена нека е оваа земја и народот кој живее во нејзе. Благодарам многу за упатените желби и секако за одговорите. Со вас си го отвараме ова денешно издание на Црвена линија, поточно со вклучување на вас, почитувани. Можевме да го слушнеме и првиот одговор на нашето денешно централно прашање, а тоа е вера и традиција или само рутина на неработни денови. Дали ви се чини, почитувани, дека и во време на постојани политички тензии, дали празниците треба да бидат зона на мир и одмор од секојдневието? Добар ден! Вентинче, Голем поздрав до вас. исто поздрав. Благодарам. Живееме во исчекување на големиот христијански празник Великден, кој представува еден символ на православието. Видите сега, бурниот живот, немаштијата, политиката која се наметнува, влијаат на празниците. Зашто го ведам ова? Па затоа што порано немаше вакви турбуленции. Се што е ова? Или празник, во Трогваво цените се наголемуваат, тоа е срамота. Наместо да биде цената иста и помалу него на очи празникот и цените во Трогваво, ево пример јагнешкото месо е прескапо. И кој ќе земи, оне ќе има пари. Оне што нема, може да клае на слика на масата и да гледа во сликата. Ја за мене задржувам многу честитки од мене до празникот и се најботи на успех во работа и добро здравје. Благодарам, секако ви посакуваме се најдобро, се разбира, во секојдневието и секако среќни празници, особено за во тек на деновите кои што следуваат. Благодарам за учеството и за тоа што активно не следите и се вклучувате. Како и да е, секако ќе ве префрлам и на социјалниот медиум Facebook. За оние кои што просторот Facebook им е поедноставен и полесен, а секако сакаат да дадат одговор на прашањето, а тоа е дали празниците, односно Великден како најголем православен христијански празник, е се уште вера и традиција или само рутина на неработни денови. Дали се уште сме свесни, барем оние кои што го чествуваат овој голем христијански празник, се свесни за значењето на деновите, како што е денешниот Велики четврток, утрешниот Велики петок, Велика сабота и така натаму, или повеќе сме фокусирани на тоа што имаме споени неработни денови. Значи, ориентирани кон формалното, а не суштината. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Мислам дека е традиција, бидејќи дека го преживе оној период кога овој празник не беше државен празник. Меѓутоа, сепак некој си го славеа. Државните празници се знае кој беа. 29 ноември, 1 мај, тоа беше државно и уште некој така, кој што ги нема повеќе, не значат ништо, значи, колку што не значат тие, па толку ни оди и за напред работата. Значи, а Великден, тој што си го славеше, некој потајно, некој најлегално. А еве денес ви се чинили... Еве денес... Дека Великден се користи некој... Ало? Сакав да ве прашам, еве денес, дали навистина го разбираме значењето на овие велики денови или се само рутина на неработни денови? Па јас веќе рекол дека традиција. Значи... Сега, фала Богу, неработни денови се, бидејќи е државен. Па сега, добро кажа човекот, некои трговците поготово користат да се нафатират за овој празник.
Така, благодарам за споделеното. Една напомена, особено за оние кои што можеби за прв пат ќе бидете дел од оваа црвена линија, верувам ќе имаме и такви вклучувања. Имате во предвид дека време траењето е предвидено во црвена линија за едно вклучување да изнесува временски 90 секунди. На 90-та секунда се исклучува линијата, но тоа нека не ве обесхрабрува, пред се бидејќи тајмерот го објавуваме на екраните, така да можете да имате увид како одминуваат секундите и уште колку време останува од вклучувањето. Но и добре дојдени сте секако повторно и повторно да се вклучите, додека траеме за да се надополните и доискажете. Продолжуваме, почитувани со вас. Добар ден. Ало. Добар ден. Поштовање, госпожа Тина. Благодарам, голема почит секако до вас, па и ве дали ги почитувате обичаите за Велики четврток? Вапцевте ли јајца утрово? Ке фрлиме лав мобет за тоа. Прво поздрав, со здраве, со среќа да си дочекаме празникот. Уште табале со бругата да пофалам вредна беше, направи сите ритуали и јас нешто и помагав, нешто и одмагав, важно се направија. Сега, па и во Титово време Великденот никој не ни бранеше да го чекаме. Ама тога се чекаше со мерак, со срце. Затоа што ги немаше овие аномалии што се во овие 35 години. По се изгледа испадна овие 35 години само ради неработни денови. Не само Великденот, и Божик, и други празници, радост 3-4 дена, а дали стварно во срцето се чекат тие празници. Почнувајќи од овие што се раководители во ова наша држава, дали го мислија тоа? Не го мислија. Само важно неработни денови, само да се кради, само да се седи дома и еве до ова дереđe дојдовме ние во овие 35 години. Да имаше права верба кај нив, да имаше милост под наводници, немаше до ова дереđe да дојдеме. Пак ќе речем, и во Титово време никој не ни браше. Јас као млад се сеќам, одев и во Прчино во таа црква, и во Свети Димитрија во градот. И мајка ми, нека почива во мир, сите адети ги тераше, никој не бранеше. Сега дојде само слободни денови и да шетат по Солун, по Ти. Благодарам за учеството, секако за одговорите и напомена, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Секако повторно вклучување апсолутно возможно во црвена линија. Доколку подсетувам, сакате да се доискажете и сметате дека оние 90 секунди не се доволни. Продолжуваме со вас, почитувани. Како што гледате и на екранот, објавена е нашата тема. Денес дискутираме во пресрет на најголемиот православен христијански празник, а тоа е Великден. Дали сметате дека верата и традицијата се суштински, односно во однос на деновите кои што следуваат, или пак сето тоа е една чиста формалност каде што акцент се става на рутината и споени неработни денови. Добар ден. Добар ден. Добро, најверојатно од едно до друго вклучување, можеби малку ќе имаме, се разбира, време чекање, но што се однесува до значењето на овие денови, денес е Велики четврток, кој што според источното христијанство е 6-тиот ден од Страстната седмица, односно 5 дена по Лазаровата сабота и 4 по Цветници. Во западното христијанство е 5-ти ден од Страстната седмица, односно 4 дена по Цветници. На овој ден се прави спомен на светото миење на нозете, тајната вечера, предавањето на страшните тајни, првосвештеничката надприродна молитва и самото предавство на Христос. А ние денес во црвена линија ве прашуваме дали се уште се става акцент на значењето на деновите кои што следуваат, а и дали се уште акцент се става и на верата и традицијата кога станува збор за овие денови, или само една едноставна рутина на неработни споени денови, можност за одмор, релаксација, патување и така натаму. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во црвена линија. Нека се празниците великден. Благодарам. Среќни да се. Јас мислам дека ова е само рутина на неработни денови за Великден и за другите празници. Затоа што понапред
немаше неработни денови во бивша Југославија за верските празници, него народот си одеше на работа, кој можеше и кога можеше, одеше си на црква, како што треба, и великденските празници се славеа повеќе него сега што се. Сега во е само неработни денови за тие што работат во непроизводните фирми, во општествените фирми, за да си споат деновите и да си одат на одмор до Грција, до други дестинации, кој колку има пари и ништо друго. Еве, овие што се по самопослугите што работат, ќе работат и утре, и у сабота, само има 2 дена од тие вкупно 4 дена неработни. Само 2 дена, значи. Тоа е само за тие што се во општествените фирми за неработни денови, да си ги споат и да си направат еден мала прошетка и еден мал одмор. Понапред, одеа луѓето на Великден со верба во Бога, а сега вике тоа са напомодарство. Првите редови што се секупат се... Благодарност за пред се честитките и желбите упатени кон нас и сега кон гледачите кои што ја следат Црвена линија. Особено благодарам за активноста и дадените одговори на нашите прашања. Почитувани вере и традиција или само рутина на неработни денови? Колку навистина го живееме суштински Великден? Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. И како може на прв пат без да ме доби? Изненадување. Едно прашање ќе го вратиме и тајмерот без грижа. Дали зборувате на интерфон? Не. Добро, има некој ехо, па затоа прашувам. Не, надвор има некој ехо, подгубува некој ветрот. Добро, да го вратиме тајмерот за гледачот како што му ветив. Не мора да го вратиме. Не мора да го вратиме. Ќе го вратиме, ве молам, вратете го. Повелете, ве слушаме. Да влезам на... Влезете подобро. Сега подобро? Одлично. Ве слушаме, почнете. Ја слушам господјата пред мене што беше. Добро. Секој ден кука. Се плаче. Ве молам, не ја коментирајте, да слушнеме и Не ве. коментирам, само едно прашање до господјата, дали покојната Милјана сестра и е пријателка. Ама ве, господине, ве молам, кажете ми, сметате ли дека ја разбираме суштината и значењето? Ете, се исклучи црвената линија. Значи, почитувани, еве, толку се израдувавме, па дури и самиот гледач истакна дека конечно успел да се вклучи и да не добие, и ве замолувам, тие 90 секунди да бидат наменети кон она што очекуваме од вас, а тоа е одговорот на конкретни ве прашања. Вера и традиција или само рутина на неработни денови? Колку навистина сме го живееме значењето суштинско на Великден? Немојте да ги коментирате гледачите, секако најмалку е дозволено да ги навредувате и смејувате, а во Црвена линија етиката не се менува, секојдневна е, низ сите сезони и правилото е следно. Говор на омраза, говор кој што е полн со вулгарности, има пцусти, говор кој што алудира на насилство и секако говор кој што шири омраза, Црвената линија се активира. Ве молам да се држиме до темата. Јас го поканувам, верувам, не следи гледачот од предмалку, следното вклучување добре дојдене, го замолуваме, еве, тој да даде еден увид, личен став, видување за тоа дали навистина суштински го живееме Великден или сме ориентирани целосно кон формалноста и акцентот го ставаме кон споени неработни денови. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Добар ден, Кинче, среќни празници. Среќни празници, секако и вам. Така, да ни е убаво, да си живееме добро, тоа е многу важно. За мене, лично, е ово формалност. Не е тоа никаква, и мислам, никаква суштинска празнување. Тоа е да спојат, што викаше оваа жената предходно,
да си спојат овие општествените службеници што се, да си спојат работни денови, да си јат на викенд у Солун, да си јат било каде што вика кај имано. Иначе, точно беше, порано што беше еден човек тука што го кажуваше, и во Титово време не беше забранено. Сите тие сега што кажуват друго, тоа се само вамаровци големи, кои што мислат дека у Титово време беше забранено. Да се држиме, убаво си почнавте, ајде. Еве, вие дали утринава станавте, вапцавте јајца? Да, секако. 3 јајца вапца госпожата моја сопругата и тоа другите јајца ги вапцаме во саботата. Ќе си пречекаме, имаме внучиња, 4 урука, зет, керка, син, сна и така, разбираш. Ние си ги чувствуваме и убаво е тоа, али сакам да ти кажам дека во голема формалност. Благодарам, пред се за желбите, честитките ви посакуваме сега кои ние срекни празници, а голема благодарност и за одговорите и учеството во ова денешно издание на Црвена линија. Почитувани, наскоро ќе почнеме и со читање на коментарите, очекуваме активности на Facebook, особено верувам дека овој простор е добридеден за оние кои што мака мачите да не добиете во живо, секако просторот каде што можете да дадете одговор, подсетувам се профилите на Црвена линија и Телма телевизија, каде што темите паралелно се објавуваат на двата профила, така да преку пишување коментари, тоа ќе бидат нормално ваши одговори и ќе бидат споделувани во меѓувреме додека се вклучуваат гледачи. Така да пишувајте, бидете активни на Facebook, а ние сега да ги слушнеме одговорите во живо. Па добар ден. Добар ден, убав ден, среќен ден, поздрав. Среќен ден. Ги поздравувам сите, им честитам Великден, најверојатно утре нема да работите вие, им честитам на сите православни граѓани каде и да се во светот, нашите македонци да се живи и здрави, да си го поминат убаво празникот Великден. Се вака, прво едно мора да се сложиме. Ние предовне од друго општество во ова општество. И во тоа општество може не да одиме во црква и да празнуваме, само што ги немаме тие слободни денови. Сега е, значи, се е приватно, на истопанство и се, и, значи, законодавецот донел одлука како во светот што се празнува за тие верски празници, празнуваме и ние. И достоинствено е да го почитуваме тој закон кој е донесен, да им се овозможи на граѓаните овој голем, значи, страдален настан за нашиот Исус Христос, да го почитуваме, да го славиме, да вапцаме црвени јајца и, што се вика, достоинствено да отидеме на литургии, да отидеме во храмовите, да се помолиме, што се вели со еден збор, ние сме православна нација и треба, што се вика, на тој начин да делуваме. Да не измислуваме топла вода, но сепак јас сум за тоа, значи, празникот како празник Великден за мене е голем ден, за мене е нешто свето и треба сите, значи, да го почитуваме. Ако не можеме да отидеме да речеме во храмот, но не, што се вика со еден збор, достоинствено дома ќе го прославиме. Благодарам за одговорите, секако за учеството и напомена. Внимавајте на тајмерот, 90 секунди се предвидени за едно вклучување, штом заврши 90-та секунда, автоматски линијата се исклучува. Но вртете повторно и пишувајте коментари. Епа, почитувани, никаде кога веќе сме кон средината на ова издание, останува исто прашањето, а тоа е колку ја почитуваме според вас и суштината на празникот и дали ви се чини дека духовното го заменивме со формално? Добар ден. Добро. Па ајде сега да продолжиме во меѓувреме додека очекуваме ново вклучување во однос на значењето на деновите. Денес е Велики четврток во однос на православниот агол на Великден, што значи во пресрет на најголемиот христијански празник Великден,
Подсетуваме дека постојат и многу обичаи, денес е Велики четврток, утрината рано се станува пред изгрисојце и се вапцаат првите 3 јајца. Па еве ќе почнеме од тука да прашаме прво добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Да, дали ја испочитувавме еве традицијата, обичајот и утринава вапцавме јајца? Тинче, ја ве поздравувам сите во Телма. Вратејќи дури заспав на кревет, пошто ставајле стана рано, да ги ваптам 3 јајца. И се најубаво, мислим, за Великден. Не знам, тој ми е од дете и додек сам жива. Само ми е овој криво што фарбат во секакви бои. Знае се, црвеното јајце нешто е најубаво, прво да се извапта црвено јајце, па после нели децата ако сакат и другите бои, ете, многу работи измислија. Тој ми е криво, а знам од мајка ми е, мислим од порано, од баби, од овој, вика само црвено јајце, вика ништо, вика друго, а овој друго е, вика се, вика децата да се радувале, ово, оној, но нека ние среќам празникот, Великден па поубав празник имали. Еве и да ве прашам, ви се чини ли дека сме свесни за значењето на деновите кои што следуваат и сега како Великден, како најголем христијански празник, или повеќе сме ориентирани на формалноста на деновите? Не, Тинче, не формалност. Убаво е, па зашто да некад више други има што не се поважни, овај не е најважен. Убаво е да се спојат и празници и да се празнува од убаво поубаво. Мислим, ако и овој некој нешто најде мана, нешто да каже, некој лоши не работи. мана, мислиме дали повеќе се доживува формално како споени неработни денови? Па, добро, како да кажем, не е формално, ете, нели убаво е да имат, да се прошетат. Така, благодарам, Иве, ке укажам и на тоа што со почитување на традицијата, односно обичајот е таков да пред изгресонце денес на Велики четврток домакинките ги вапцаат првите 3 јајца. Драго ми е што гледачката, почитувајќи го обичајот и секако верувам дека во овие попладневни часови, особено поручакот, ве стига заморот, но тоа не ве спречи да се вклучите и да ја следите Црвена линија. Благодарам за тоа. Добар ден. Добро. Пајде, кога веќе зборуваме за обичаите, еве какви се всушност обичаите кога станува збор за бојадисувањето, односно вапцањето на јајцата на Велики четврток. На Велики четврток, почитувани, рано наутро пред изгресонце домакинките ги бојадисуваат првите великденски јајца. Најпрво, интересно е што каснуваат малку леп, се вртат кон исток, се прекрстуваат и ги бојат првите 3 црвени јајца. Првото јајце Божјаче, откако ќе се бојадиса, се остава да го фатат првите зраци од сонцето, а потоа се будат и децата во домот и со него на лицето им се прави црвено-бело. Божјарчето се чува цела година до наредниот Велики четврток и само ова јајце не скапува. Тоа подосна стои пред иконата, со него се враќа облак, се лекуваат болести кај луѓето и стоката заштитува од пожар, гром. Значи, ова се само дел од народните обичаи за Велики четврток. А ние денес во Црвена линија ве прашуваме: вера и традиција или само рутина на неработни денови? Колку всушност вистински и суштински го живееме Великден или деновите кои што му претходат на Великден, секако ги доживуваме повеќе формално, како неработни денови и секако денови кои што означуваат продолжен викенд, споени неработни денови и можност за патување и одмор. Но секако не во однос на значењето на Великден. Јас сега ќе ве префрлам на Фејсбук, верувам дека сте активни што се однесува и до анкетата која што имаме во текот на целиот ден. Па еве ќе почнеме со она што го напиша како одговор Горан Чоков. Вели: вера и традиција или само рутина на неработни денови? Горан Чоков напиша: деновиве состојбата на душите наши треба да сострадува со Христовите страдања. Тагов на радост и радост на тага.
Жално е кога овие денови би биле рутина на неработни денови, а тоа покажува колку сме се оддалечиле од изворот на нашиот овоземен живот, како и смислата на нашето постоење. Оти без Христос животот нема смисла. Да истраеме до најрадосната вест, каде Христовото воскресение ги удри темелите на победата, на животот над смртта. Чести и среќни престојни великденски празници. Среќни празници и вам, господине Горан, и благодарам што сте активни и секако еве преку коментари споделувате со гледачите на Црвена линија, ги споделувате вашите ставови и одговори. Најверојатно имаме прекин во линиите, некаква блокада, но секако тоа нема да не спречи. Еве ние малку да проговориме за суштината и значењето на деновите, како што е да речеме Велики четврток. Инаку, насекаде во Македонија, на Велики четврток, ќе повториме дека рано пред изгресонце првото јајце се става и во сито и се обесува на дирекот од куќата или на друго место спроти сонце, за да го видат првите сончеви зраци. Ситото било покривано некогаш со црвен машки појас или со друга ткаенина, но секогаш со црвена боја. Овде е исто така ќе истакнам, ќе ми биде драго, верувам ќе ни се одблокира линијата и нема да имаме технички пречки. Еве и од вас, од каде да ни се јавувате, се разбира од Македонија, од вашите краишта, можеби се уште ги чувате оние стари добри традиции и обичаи, кои што секако се непроценливо културно богатство на еден народ, така да еве можете и тоа да го споделите во Црвена линија. Има прекин некој во линијата, добро, но нема прекин кај мене, бидејќи навистина има огромен број обичаи, така да еве интересно и ова што на Велики четврток се запотнува, вели, како што се прави на сите велои четвртоци до Спасовден за здравје, за заштита на луѓето, стоката и објектите од разни болести, несреќи, елементарни непогоди и слично. Тоа се прави со ставање потка на клучките од вратите, на долапите, стомните, грнците, амбарите, каците, бочвите и други места. За потка се користат билки за кои се верува дека имаат волшебна моќ. Кукурек, вратика, челинок, понекогаш се запотнува и со гранки од леска, дрен и така натаму. Па да видиме имаме ли успех со линијата. Зафатено е се уште. Ета таква ни е денеска техничката среќа најверојатно во ова издание. И еве интересно што навистина нашата земја и нашите региони и од натрешноста места располагаат, односно бележат огромен број на обичаи. Така да, например, еве еден од таквите обичаи што се јаде и пресен зелник со зеле, девојките си ги мијат косите, а во водата ставаат црвено јајце и здравец. Жените заплевувале во нивјето, за потоа и тие да можат да плеват во овие денови, а мажите оделе по дрва без секира за да не треска град. И додека сме технички заглавени со линијата, секако онаму каде што можете и како да бидете активни, анкетата ќе подсетам е објавена како и секоја една во Црвена линија во текот на целиот ден. Па така, драги мои, прашањето е дали ги почитувате обичаите за Велики четврток. Вапцавте ли јајца утрово? Како што гледате, дали може барем ова да го покажеме? Верувам ќе може да видат гледачите. Еве како изгледаме на Instagram стори, а тоа значи дека имате две опции за одговор: да, не. Ве замолувам да кликате на полето, така се учествува во анкетите, кое што го содржи вашиот одговор, а наскоро, некаде на самиот крај од ова издание, ќе ги соопштиме во живо резултатите, пресметани во проценти, но и ќе бидат објавени на Instagram стори. Докаде ни е технички го рестартираме добро системот, па добро, почитувани, знаете, никогаш и техниката знае да закаже, но секако ќе укажеме дека по Велики четврток од особено значење како тежок ден
и секако ден каде што е најстрог, ден на најстрог пост е Велики петок. А тоа е утре, ден кој што е на тишина, вера и длабока почит. Велики петок е еден и од најсветите и најтажните денови во христијанската традиција. Се одбележува во пресрет на Великден и е посветен на споменот за страдањата, распнувањето и смртта на Исус Христос. Овој ден ги повикува и верниците на смирение, тишина и духовно преиспитување. Во храмовите се одржуваат посебни богослужби, каде што се читаат евангелските сведоштва за последните часови од животот на Христос. Централно место има поклонувањето пред плаштаницата, символично представување на Христовото тело по симнувањето од крстот. И конечно, еве, успешно се враќаме и ве очекуваме вас. Добар ден! Добар ден! Добар ден, дали се слушаме? Добар ден! Ало, добар ден! Добар ден, во црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Намалеме. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Вака се, добро ли? Да, веќе е само тонот на телевизорот на нула, ве молам. Да. Прв пат во историјата верски државни празници уведеме. За прв пат. Да верба. На граѓаните. Дали ме слушате, господине, во црвена линија? Ништо, најверојатно денес некако технички не оди по планот, но еве и една напомена и кога ќе имаме успешна реализација и вклучување, ве молам, почитувани, секогаш задолжително тука и постојано повторувам, намалувајте го тонот на телевизорот. Доколку не го сторите тоа, навистина воопшто нема да имате впечаток дека сте вклучени, нема да се слушнеме добро. Па ајде сега да видиме дали конечно ќе имаме успешна конекција. Добар ден! Ете, некако музички продолжуваме, но ајде да се навратам на суштината и значењето, особено на утрешниот ден. Оние кои го чествуваат православниот Великден, најголемиот христијански празник, секако знаат дека Велики петок е и ден на строг пост. Многумина се воздржуваат од храна или конзумираат само вода и леп, како израз на духовна дисциплина и почит кон жртвата. Во домот и во секојдневието се избегнуваат веселби, гласна музика и тешки работи. Се верува дека овој ден треба да се помине во мир, молитва и размислување. Па имаме ли некого на линија сега? Има, добар ден. Добар ден. Конечно ве слушаме добро, а верувам и вие нас. Јас сум во програма? Да, повелете, со душа ве чекаме искрено. Благодарам. Па, вера и традиција или само рутина на неработни денови? Па јас би рекла дека некаде 70% е тоа. Затоа што многумина си замина за јужниот сосед. Што значи, важно им е да се деновите неработни, да може да се прошетаат, да се излезат од државата. Сега може и таму ќе отидат во некој светилиште, не викам не, да запалат свеќа, да се помолат, ама едно во својата татковина, а друго е да си на друга територија. Што не значи дека и тие што се надвор не треба да го чествуваат празникот. Инаку, колку на вистина го живееме, па ја не можам и тука да кажам дека на вистина. Како рутина повеќе. А кога ги прашуваме свештениците, дел од нас и многумина и не знаат како треба да се чествува Великден, па не само Великден и другите празници, зависи свештеникот од кој крај на Македонија е. Ако од Гевгелија ќе ви каже еден начин, ако е од Охрид друг начин, ако од Тетово трет начин на чествување, ако од Кратово четврт, и се така. Некако усе да сме поделени, и во чествувањето на Великден и на другите празници, мислам дека и во тоа сме поделени. И баш сега имаше, не знам на кој медиум, јајца фарбани со орис, меѓутоа црни. Како може јајце великденско да биде во црна боја? Благодарам за одговорите и секако за споделеното во црвена линија.
Пред да преминеме на реклами, секако ќе го прочитаме и одговорот на Даниел Петковски. Воскресението Христово го слават сите православни верници од целиот свет, зашто преку воскресението Исусово Господ на луѓето им дава вечен живот, дека после смртта нема смрт, туку вечен живот во рајот. Благодарам, Даниел. Одиме со реклами, останете со црвена линија, следуваат и резултатите од анкетата. Почитувани, сега е време секако да ги споделиме и резултатите од денешната анкета. Доколку сакате да учествувате во следната, секако не заборавајте да не заследите на Инстаграм. Се што ви треба е профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Ке подсетам секако да не заследите и на Фейсбук, па од сега доколку има и блокирана линија, просторот каде што и како можете да бидете активни е Фейсбук, ќе ги читаме вашите одговори како коментари. А еве како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм денес на прашањето дали ги почитувате обичаите за Велики четврток, вапцавте ли јајца утрово? Со да одговорија 95%. А со не одговорија 5%. Големо благодарам за сите вас кои што го следевте ова денешно издание на Црвена линија, секако и за сите вас кои што активно учествувавте и ја креиравте Црвена линија денес. На оние кои што го чествуваат најголемиот православен христијански празник Великден, среќни празници, а секако нашето следно ведување ќе биде со нова тема и нов предизвик до сите вас. Информирајте се на telma.com.mk и останете со програмата на Телма. Довидување.